Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на седмица. Како сте ми? Се надевам добри. Полека еве навлегуваме во зимата. Денот е страшно пократок, температурите полека паѓаат, но некако не е толку ладно како другите години. Дај Боже да имаме поблага зима и така веќе со години ретко гледаме снег, барем ние по градовите, така што е подобро да биде малку потопло, отколку да тонеме во она сивило на студена магла и загадување на кое сме навикнати. Како и да, ајде веднаш да се фатиме за работа. Имавме прилично бурна седмица, нели? Еве поминаа изборите, па го преживеавме и тој стрес. Затоа ајде тука уште на почетокот на емисијава да направиме една мала анализа на резултатите, а потоа да се фатиме и за други теми. Значи рековме, ајде со резултатите. Владеачката ВМРО ДПМН ја зацврсти својата власт во општините. Ова го покажаа гласовите на избирачите на локалните избори. Со освоени вкупно 55 градоначалници, партијата освои 12 места повеќе од претходните локални избори. СРСМ има 10 градоначалници помалку, односно победи во само 6 општини. ДУИ исто така доживеа пад за 7 градоначалници и од 11 сега имаат само 4 градоначалнички места. Вреди освои 9 градоначалници, додека очекувано председателот на ЗНАМ Максим Димитриевски победи во Куманово. Курто Дудуш од Унијата на Роми триумфираше во Шутоа Ризари. Единствен независен кандидат кој стана градоначалник е Менди Ќура од Струга, бизнисмен зад кој застанаа ВМРО ДПМН и Вреди, како и мнозинството граѓани кои ја прекинаа доминацијата на ДУИ, односно на црнолисташот Рамис Мерко. Уште во првиот изборен круг беа избрани 33 градоначалници на ВМРО ДПМН, а во вториот 22. Освен победата на Урце Георгиевски во Скопје, историски победи ВМРО ДПМН издвојува и во Кичево и Скопски Карпош, општини кои повеќе од една деценија беа во рацете на локални шерифи кои беа синоним за корупција и узурпација на власта. Карпошани пак го потврдија изборот на Сотир Лукровски, кој го симна од тронот Стефчо Јакимовски, чие владење го одбележа бетонизацијата и уништувањето на Карпош, се наоѓа на црната листа на САД, а има и првостепена пресуда од 3,5 години затвор поради изградба на административната зграда. Кичево се обедени во поддршката на лекарот Александар Јовановски, избор кој ги сплоти граѓаните без разлика на етничка припадност, за конечно да го симнат од власта Фатмир Дехари од ДУИ. ВМРО ДПМН ја слави и победата во Кочани, каде што граѓаните му дадоа мнозинска поддршка на Владко Грозданов. Синоним за соживот е и општина Брвеница, каде што нов градоначалник е Јовица Илиевски. Брвеница беше особено интересна овие локални избори, бидејќи против кандидатот Хаким Рамадани од коалицијскиот партнер во владата Вреди повикуваше на етничко гласање, поток кој беше осуден како штетен за меѓуетничките односи во земјата, а гласовите покажаа дека тоа е ставот и на граѓаните од оваа општина. Опозицијската СРСМ вчера доби само тројца градоначалници, од кои најголема победа издвојува Горан Герасимовски, кој се избори за втор мандат во Скопски центар. СРСМ победи уште во неколку помали општини: Македонска Каменица и Зрновци вчера и Богданци, Кривогаштани и Крива Паланка во првиот круг. Вреди го декласираше ДУИ на локалните избори. Победи во некои важни општини, како на пример Тетово, каде што Билалка Сами го потврди вториот мандат. Во Чаир, каде што Изет Меджити победи во прв круг, исто како и во Сарај и Јарачиново. Вреди има градоначалници во Боговиње, Дебар, Теарце, Желино и Долнени. ДУИ пак освои само 4 градоначалнички места, и тоа во Студеничани вчера и во првиот круг во Липково, Пласница и Чашка. Во Гостивар, Врапчиште, Центар Жупа и Маврово и Ростуше вчера немаше гласање. Причината е недоволниот одзив на гласачите во првиот круг, поради што ќе се спроведе нова изборна постапка во рок од 60 дена од објавувањето на конечните резултати од локалните избори. Значи бидна работата. ВМРО ДПМН очекувано извојува огромна победа. Вреди има право да слави, СДСМ незапирливо тоне. Заврши детронизацијата на Ахмети и ДУИ, а левица по залетот во Скопје е вратена таму каде што припаѓа на дното. Може до Сабајле да си наоѓаат сите изговори. Демек излезеноста била помала, народот бойкотирал. Имало многу неважачки ливчиња што покажувало дека граѓаните биле незадоволни од понудата и слично. Но никако не може да избегаат од фактот дека ВМРО ДПМН освои дури 55 градоначалнички места, што е 12 повеќе од претходните локални избори. Факт е и дека СДСМ има 10 помалку и сега се сведе на само 6 градоначалници, и тоа се во некои помали општини со исклучок на центар. ДУИ изгуби дури 7 места, меѓу кои Кичево, Саре и клучниот Чаир, па сега треба да се задоволат со само 4, од кои веројатно Пласница им е најголема.
За разлика од нив, Вреди успеа да инкасира дури 9 општини и да се најде на второ место од сите партии во државата. И реков, нека праваат какви сакаат математики, анализи и слично. Ова се бројки, факти од кои нема бегање. Народот застана зад оваа влада и премиерот Мицковски и ја зацементира нивната власт. И успехот на ВМРО ДПМН не е само во вкупната бројка на освоени места, туку и за кои места станува збор. Паднаа многу бастиони, многу општини и градови, каде со години, ако не и со децении, владеа разноразни локални шерифи, кои буквално и така се однесуваа, како општините да се нивна своевина. Ги победи сите можни партии и тоа на нивни терен. Може би победата на Орце Ѓоргиевски во Скопје беше очекувана, но тоа што е клучно е што конечно по цели 4 години скопјани се отарасија од она зло, од она елементарна непогода наречена Данела Арсовска. На функција дојде човек кој не се плаши да ги извалка рацете и да се фати веднаш да го запре по пропагањето на градот и конечно Скопје да заличи на главен град на една европска држава. Но Кутриот има полни раце работа. Проекти што тапкаат во место, секојдневен сообраќаен хаос, градски превоз што целосно е колабиран, хигиена на најниски ниво и разочарани граѓани што одамна изгубија трпение. Град со проблеми до гуша. По 4 години Арсовска зад себе остави буквално пустош. Метропола која ликува на една огромна депонија, со насобрано ѓубре, преполни контейнери и стаорци што слободно си шетаат. Наместо нови еколошки автобуси Јастапоја остана без горива, автобусите не возеа и илјадници жители и ученици доцнеа каде што требаше да одат. Подземниот сообраќај не доживеа бел ден. Сообраќајницата под Лимак, што нели требаше да го модернизира центарот, се сведе само на едно ново ветување и раскопани улици. Планови имаше, но не изведба. Дополнително, гледаме сите, кога ќе заврне дожд, улиците се претвараат во реки, пукнати цевки, нефункционална канализација. Делови од Ѓорче и аеродром и кисела вода се редовно под вода, а некои делови па се воопшто без вода. Коритото, што навистина требаше да личи на река Вардар, претворено е во канал депонија. Сега сета верба е во раците на новиот градоначалник Орце Ѓоргиевски, а тој како што и вети, веднаш се фати за работа и ни приреди фуриозен старт. Големата генералка на Скопје е во полнек. Над 100 оперативни возила и 800 работници од синоќа со метли и црева за вода во рацете. Во текот на вечерта и јутрината ги чистеа улиците, тротоарите и јавните површини низ сите делови на Скопје. Беше опфатено секое ќоше. Главниот град утрова се разбуди почист, посвеж и поуреден. Акцијата која ја спроведуваат екипите на комунална хигиена од град Скопје со помош на механизација и работници која дојде и од скопските општини, но и од општините од внатрешноста на Македонија, се спроведува низ сите делови на метрополата. Од изутрината сликата е многу поразлична од она што беше. Во Бутел општинските работници ги чистеа улиците и контейнерите, а во центар плоштадот беше целосно измиен. Со багер се чистеа и скалите на кеот покрај Вардар. Испразнети беа контейнерите и во аеродром Бутел, Кисела вода, Гази Баба, Ѓорче Петров. Само во чаир на дел од местата можеше да се види ѓубре во некој од контейнерите. Стартуваше и расчистувањето на депонијата Вардариште, за која градоначалникот Ѓоргиевски вети дека ќе ја претвори во парк. Граѓаните веќе ја чувствуваат разликата. Супер е, супер. Нека продолжи вака. Сега тука гледам дека е чисто, понатаму не знам. Па сега малку е подобро. Малку подобро, иначе како што беше катастрофа. Ваката подложа да биде поубаво, почистото. Па изгледа ќе биде поубаво, ама дај Боже да биде поубаво. Навидум овде е добро, чисто е. А за понатаму ќе видиме. Во другите земји незамисливо е да се зборува за ѓубре. Добре, ќе биде подобро, се надеваме. Ја поздравувам оваа акција и порано сме правеле, биле тие неповрзани активности од страна на повозрастната генерација, но сега гледам и дел и од младите беа и утрово и сега се вклучени, доле зборам аеродром и надоле тој дел и така треба. На првата конститутивна седница на Советот на градот Ѓоргиевски вели дека заврши времето кога Скопје беше град на депонијата, а чистењето на градот нема да биде само во период од 72 часа, туку ќе продолжи во континуитет секој ден. И она што вчера го почнавме не е маркетинг, туку да покажеме дека кога се сака, се може. Тоа е всушност наша обврска, а за тоа граѓаните не плаќаат. Чистиот воздух, многу зелени површини и решенија за отпадот се темелите на еден здрав град.
Градските служби најавуваат дека оваа акција е само почеток и дека ќе се воспостави редовен систем за чистење со цел Скопје да остане уреден и чист град. Георгиевски повтори дека целта му е од Скопје да создаде град кој ќе биде пример за чистота, ред, транспарентност и современ урбан развој. Град во кој граѓаните ќе се чувствуваат безбедно, гордо и рамноправно. И сега многумина велат срамота е во 21. век да се занимаваме со вакви работи. Демек на што личи тоа што во главниот град на една европска држава главна вест е дека флотата на камиони за ѓубре и цела армија на луѓе со метли во рацете трнале да го чистат градот. А што да се прави после 4 годишна елементарна непогода? Па до пред некој ден сите кукаа дека градот се дави во ѓубре, дека е на прагот на еколошка катастрофа, дека имаме наезда на глувци, дека ќе почнат да се шират разноразни болести и сега кога некој презема нешто тоа да се спречи, не им чини. И истите оние кои рикаа на цел глас, сега повторно кукаат па зошто овој чисти, зошто дошле камиони од други градови, па зошто се ангажирале пожарникари и слични глупости. Ден пред да ја преземе функцијата, веќе почна и да му одбројуваат 72 часа од даденото ветување и сега кога го држува зборот, и тоа нечи. Навистина беда. Сушност и да некаде ги разбира. Ги фаќа паника кога гледаат каква сила е Георгиевски и дека со поддршка од владата навистина може да го опорави Скопје. Паника дека ако вака биде насекаде, ќе нема за што да се фатат. Затоа му препорачувам на новиот градоначалник ич да не ги ферма. Нека гракаат. Тој нека си тера натаму. А гледаме дека тера. Не само што почна да го решава проблемот со хигиената, еве гледаме дека веројатно ќе стави крај на проблемот со јавниот превоз. Најави дека од понеделник 55 приватни автобуси ќе се обраќаат низ Скопје. До нова година уште 20 приватни, а во март со поддршка од владата ќе се набават и нови 80 автобуси. Сега дел од линиите ќе ги држат приватните превозници, дел ќе бидат комбинирани со ЈСП, но нема да се одземаат линии од ЈСП. Важно автобуси ќе има. И не само тоа, стартува и проектот Градски воз, кој се прави во соработка со владата. Со него од Зелениково до центар ќе се стигнува за 25 минути, од Драчево до Железничка за 11 до 13 минути. Во првата фаза од проектот ќе се реконструира делницата од Драчево до Илинден во должина од 7,7 км, од следната година ќе се проектира втората делница од Волково до Железничката станица, а во 27 и последниот дел делницата Миладиновци Илинден Скопје. И сето ова го гледаме во само првите денови од како ја презеде функцијата. Со други зборови, Скопјани воопшто не сгрешија во својот избор. И не само што не сгрешија, туку мислам дека е добро, ете што во вториот круг Георгиевски водеше битка со кандидат на Левица, а не СДСМ. Затоа што овие избори целосно ги разобличија оние чегеварчиња на Пасиев, нивните лажни вредности и манипулации, нешто кој ќе ги чини многу во иднина. Како на пример случајот со образованието на Мециновиќ. Воопшто не е проблем што човекот не дипломирал. Проблем е во своевидната лага на Левица, каде на нивниот сајт стои дека е дипломиран политиколог. Тоа е едниот случај. Потоа случајот со дивоградбата на татко му, за кој во една емисија тој самиот вели дека не комуницира воопшто, а во друга дека речиси се во секојдневна комуникација. И на крај самата дволичност на Пасиев, кој во 21 година, ако се сеќавате, бараше од сите пратеници кои се кандидирале за градоначалници, а изгубиле на изборите, да си дадат оставка, затоа што тврдеше дека ако не можеле да освојат доволно гласови на локално ниво, како ќе ги представувале граѓаните на повисоко ниво. И сега кога тоа се случува со неговиот Пулен Мециновиќ, пупу, оваа морална вредност не важи. Реков добро е што влегоа во вториот круг затоа што за прв пат добија внимание од јавноста и некој почна малце посериозно да се занимава со нив и нивните лажни морални вредности и лажни пропагирања. Колку и да крека Пасиев, ова ептен ќе му се удри од глава исто како и тајните договори со Дуј. Не се. Значи победата во Скопје беше очекувана, па затоа ајде да видиме кои се поголемите порази на СДСМ. Мислам дека најболна точка им е Струмица, општината што изгубија уште во првиот круг. Нели станува збор за општини или еден поголем град во Македонија, кој со години беше во една своевидна окупација, не само од СДСМ, туку и кланот Заеви. Поразот на СДСМ таму покажува дека граѓаните сакаат еднаш за секогаш да расчистат со човекот кој нанесе толкава штета на Македонија. Што кој знае кога и дали воопшто ќе можеме да ја поправиме. Но тоа не е само расчистување со Заеви, туку и силна шлаканица за Филипче, кој нели не се двои од својот како што го нарекуваат другар и често ужива заедно со него на разноразни журки во Дубај или ете си плови по Калкидики на луксузни јахти. По Струмица, огромен
Пораз представува и Крушево, каде по цели 8 години историскиот град конечно се враќа таму каде што припаѓа, во рацете на Патриотска партија во Македонија. Крушевчани решија дека не може градот од најзначајното востание во македонската историја, Првата република, да биде во рацете на партија која веќе потпиша договор и која се уште бара да се подчиниме. Подчиниме на тој договор и уцена и сака илинденците да ги прогласиме за бугари. Значаен триумф за ВМРО ДПМН и Карпош, без разлика што таму битката не беше очи во очи со СДСМ, туку со вечниот и превртлив Стефче Јакимовски. Таму и покрај јавниот повик на Филипче граѓаните да гласаат во наводници по свој избор, тајно сите знаеме дека се равареше во полза на Јакимовски. Но не им успеа. Една фотографија стави крај на се и покажа дека и на СДСМовците од Карпош им беше веќе прекуглава општината да им ја уништува човек за кого веќе има првостепена пресуда да лежи затвор за криминал и кој се наоѓа на црната листа на САД. Значи Карпош покажа и друго, дека наредбите на Филипче од Бихачка не се слушаат ниту до Карпош, а не па подалеку. Единствено место каде што СДСМ може да слави е центар. Но тоа не е победа на Филипче и ова раководство, туку мислам дека е победа на Горан Герасимовски, млад надежен кадар, кој ако мене ме прашувате има голем потенцијал, дури и да го преземе СДСМ во блиска иднина. Ама тоа само ако Филипче некогаш се реши да си даде оставка. Поштенското сандаче на Бихачка се полни со оставки. Членови на највисокото партиско раководство ја преземаат одговорноста по изборниот дебакал, но само една фотелија останува недопрена. Венко Филипче не поднесува оставка. За партискиот лидер, вина за тешкиот изборен пораз биле притисоците од власта врз нивните кандидати за градоначалници. Свесен е дека кадровски промени во партијата се неопходни, но напуштање на претседателската функција не му е во план. Јас сум претседател многу краток временски период, година и неколку месеци. Сметам дека тоа што се направи во партијата изминатиот период после таков еден навистина катастрофален пораз лани беше една консолидација. Меѓутоа секако дека овие избори се дополнителен показател од кој што ќе влечеме пораки и поуки за воиднина. Поразот на изборите е толку голем што за прв пат на едни избори лидерот на опозицијата, во случајот Филипче, не даваше изјава по гласањето, затоа што во општината каде што живее и гласа, но и во градот Скопје, неговата СДСМ немаше свој кандидат во вториот круг. Инаку првата оставка ја поднесе подпредседателката Ана Чупевска, уште пред да го слушна резултатот од вториот круг. Во часовите на изборен молк ја напуштила функцијата во СДСМ, бидејќи имало суштински разлики во размислувањата. Го превземам овој чекор поради суштински разлики во концептите на партијата, како и поради разлики поврзани во методологијата, кои влијаат на перспективите на СДСМ. Со видео оставка од партиското раководство замина и кандидатот за градоначалник на општина Ѓорче Петров, Костадин Ацевски. Напуштањето на функцијата велија морален чин на одговорност поради лошиот резултат, а на истото ги повика и Венко Филипче и целото раководство на Социјалдемократскиот сојуз. Верувам дека е исправно и потребно оставка да поднесат и претседателот Венко Филипче и целото раководство на СДСМ. Не само заради лошите резултати, туку и заради начинот на действување на СДСМ во изминатиот период. СДСМ е преголема идеја за да остане непрепознатлива. СДСМ мора да биде силна опозиција и силен коректор на оваа лоша власт. Предходникот на Филипче, Димитар Ковачевски, се поднесе оставка од лидерската функција 10 дена по лошите резултати на парламентарните и претседателските избори лани. И Зоран Заев замина од претседателското место во СДСМ по исто така лошите резултати и поразот од ВМРО ДПМН по локалните избори пред 4 години. СДСМ, новото партиско раководство, го избра на Конгресот лани во ноември. Мислам дека Филипче е прв лидер на една политичка партија кој после ваков катастрофален пораз на едни избори не ни размислува да се повлече. Ова е невидено. После два изборни порази, тие упорно не признаваат и никако не да ја разберат пораката што им испраќа народот. Не сваќаат дека ужасните спомени од нивното владење се толку длабоко врежени во психата на македонскиот граѓанин, што ако се случи некој ден повторно да има шанса да победат, ќе видат контрамобилизација на гласачите против нив. И да се само гласачите. Не приметувате дека врвот на СДСМ има проблеми со своето членство. Па луѓе, после цели 20 години тие го загубија својот бастион Струмица, ете и Крушево.
Струмица нели родната општина на кланот Заеви, а во Скопје за прв пат во историјата се пласираа на трето место. И тоа за само 200 или 300 гласови, инаку ќе беа четврт. И да бидам искрен, нич не ми е гајле, нека продолжат вака да цитираат, нека ги снема од политичката сцена. Но морам да признам дека ако не се опорава, тоа не е добро за македонската демократија. Не е добро во една демократска земја да нема силна опозиција која би функционирала како коректив на власт, но не ваква опозиција. Всушност мислам дека Филипче и да сака не може сам да си даде оставка. Очигледно е дека треба да праша некого над него, дали смее или не. А веројатно не смее, затоа што ако тој падне, со него паѓа и неговиот ментор Заев, а ќе падне и цела една армија на луѓе кои цветаат секогаш кога е на власт СДСМ и ДУИ. Луѓе кои лежат на милиони и милиони евра, на кои им одговара беззаконие, кои живеат од тендерчиња и тендеришта, луѓе кои имаат антиинсталации во судството и обвинителството, имаат своји пипела во медиумите и невладините, луѓе чии инсталации се длабоко вкоренети во сите пори на системот. Тоа се луѓе и структури на кои не им одговара владењето на законот. Е очигледно, Филипче нив ке треба да ги праша дали смее да си даде оставка. Како и да е, значи паднаа бастионите Струмица, Крушево и Карпош, со што целосно беше поразен СДСМ. Но најголема и навистина историска победа на ВМРО ДПМН на овие избори е Кичево. Кичево ги урна сите етнички бариери и стереотипи. После 12 години Кичево доби градоначалник кој не припаѓа на доминантното етничко мнозинство, но успеа да ги сплоти сите граѓани. Доктор Александар Јовановски ги надмина етничките бариери и го осимна од власт Фатмир Дехари, кој 3 мандати раководеше со Кичево. Тој доживеа пораз, не му помогнаа нити полните автобуси и авиони со луѓе од диаспората. Кичево е мултиетнички град. Граѓаните овој пат се обединија околу заедничките вредности, велат кичевчани. А валда му е што избра граѓанска опција, а не партиска. И зато граѓаните излегло и му ја дадо поддршка. Кичево остана слепо црево досега со сите градоначалници, и македонци и другите. Очекувам да го средит градот. Како личност добар е и зато сите го сакаме, ние сите граѓани го сакаме. Што очекувате да направи за Кичево? Кои се главни проблеми? Вака да ми ти кажа, за младите да имат запослица, младите да не ни бегаат странство. Патишта, улици да се направат, инфраструктурата да се поправи така, да има поголеми вработувања, младите да не ни бегаат, да остануваат тука, економијата да се зголеми. Не гледаше тој ни муслимани, ни христијани, сите заедно необедени. Од него очекуваме многу. Изминатите 12 години беше башибозук, значи со шерифи низ градот, кои правеа се што нема смисла да се прави. Се надеа, значи сите се надеаме, светла иднина дека ќе има Кичево. И заслужува да има светла иднина. И да биде пример за цела Македонија. На синокешната прослава во победнички амбиент на општо задоволство на сите се пееше македонската химна, а присуствуваше и премиерот Мицкоски. Ова е наша заедничка држава и заедно ќе си ја градиме. Лошите денови се минато, порача премиерот честитајки му е победата на Јовановски. Тоа е веќе минато, заборавено минато кое што никогаш нема повторно да му се повтори на овој преубав наш заеднички Кичево. А ние како влада заедно со него ќе сториме се што можеме и се што е во наша моќ да реализираме проекти, многу проекти кои што ќе значат подобар живот за кичевчани и модерно, поубаво Кичево. Кичево е интересна средина во која се испреплетени многу култури, вери и нации, затоа сме богати, истакна новиот градоначалник на Кичево. Би го наполнивте срцето со тоа што ми дадовте доверба. Не гласавте за мене како за македонец, гласавте за мене како за човек. Гласавте за како човек што ќе ви пружи подобра иднина. Никаква нема да правам етничка, политичка, ниту па верска разлика. Ние сите сме кичевчани, живееме тука со векови и сакаме да ни биде убаво. Јовановски однесе победата во вториот круг со разлика од 2020 гласови, предност во однос на Фатмир Дехари. Јас мислам дека за прв пат во поновата македонска историја за градоначалник е избран човек кој не припаѓа на малцинската заедница во таа општина.
Или да ги симнеме ракавиците и да кажеме со едноставни зборови. За прв пат во една општина каде мнозинството се албанци, за градоначалник е избран македонец. И со тоа Кичево стана пример за мултиетничноста на Македонија и на дело покажа дека етничката припадност не треба и не смее да биде причина заради која некој би добивал или губел избори. Застана за човек во кој веруваат дека ќе им го подобри животот без разлика дали се албанци или македонци. Но Кичево има и друга символика. Тоа е единствената поголема општина каде во директен судир ВМРО ДПМН успеа да го порази ДУИ. Во Кичево Мицковски го заврши тоа што го вети. Очи во очи целосно го детронизираше Али Ахмети. На контраверзниот шериф на Ахмети, вечниот градоначалник Дехари, не му помогна ниту флотата на чартер летови од диаспората, од каде ДУИ носеше така наречени гласачи туристи. Поразот од ВМРО ДПМН е во Кичево, а пред тоа поразот во првиот круг од вреди во Чаир, Сарај и Тетово практично целосно гурни са ДУИ. Значи ова е пораз од кој тешко дека ќе може да се опорават. Изгубија од вреди, но уште поважно изгубија директно од ВМРО ДПМН. Ваков силен удар или едноставно ваков дебакл Ахмети досега нема доживеано. Луѓе, ДУИ ги изгуби сите поголеми урбани центри, како Кичево, Струга, Дебар, Тетово, Чаир, Сарај. Ги изгуби речиси сите битки во општините со мнозинство албанско население. Ахмети доби директна порака од своите гласачи дека ДУИ одамна е на погрешен пат и дека албанците во Македонија веќе не паѓаат на празни флоскули и националистичка реторика, туку бараат резултати, отчетност и реални проекти кои ќе им го направат животот да биде подобар и без поделби. Но како и Филипче во СДСМ, така и ДУИ, Ахмети во ДУИ. Засега нема намера никаква да се повлекува. И покрај тоа што до 20 декември треба да одржат конгрес, малкумина веруваат дека во ДУИ ќе има вистинска реформа. Се споменуваат разни чистки, кадровски промени и слично, но искрено мислам дека без заминување на Ахмети, па ако треба и со титула почесен председател, таа партија нема да напредува. Сега освен победата во Кичево, ВМРО ДПМН има и голема победа во друга етнички мешана средина – Брвеница. Меѓу двата круга многумина се прашува зашто ВМРО ДПМН води толку силна кампања во Брвеница, општина која на минатите избори не беше толку експонирана. И второ, не е нели во раците на ДУИ. Знаете зашто велам дека е голема и значајна победа? Не затоа што имаше трка меѓу македонец и албанец, туку затоа што таму имаше директно соочување меѓу двата владини партнера, ВМРО ДПМН и Вреди. Победата на ВМРО над Вреди, и тоа во мешана етничка средина, има влијание и врз односите внатре во коалицијата. ВМРО ДПМН во Брвеница покажа кој е големиот брат, а кој е малцинскиот партнер во владата. Имено под детронизирањето на ДУИ на овие избори, позицијата на Вреди на политичката сцена доби нели поголема тежина. Се ослободија од товарот што им го наметнуваа дека не се вистински представник на албанците во Македонија. Сега, откако овој наратив падна, нивната моќ е поголема и можеше да дојде до ситуација тие да сакаат да го наплатат тоа и во владината коалиција и да бараат повеќе од тоа што им следува. Памтите дека во последните години од владењето на СДСМ и ДУИ токму тоа се случи. СДСМ, сравувајќи од нискиот рейтинг и само за да остане на власт, му дозволи на ДУИ од малцински партнер да се наметне како главен извор на моќ. Тоа ги чинеше многу како партија, но ја чинеше Македонија многу како држава. Токму со победата во Брвеница, ВМРО ДПМН го спречи тоа. Затоа што не само што има најмногу гласови на државно ниво, најмногу градоначалници, туку успеа да го победи и Вреди, што би се рекло на нивни терен. Така покажа кој е кој во владата. Време е да сумираме. ВМРО ДПМН успеа да го победи СДСМ и да им одземе сите бастиони. Успеа да го победи ДУИ во Кичево, но и на крајот успеа да го победи и својот коалиционен партнер Вреди во Брвеница. Тоа доволно говори за фактот дека во моментов ВМРО ДПМН е неприкосновена на политичката сцена и нема некој што во догледно време може да и се спротистави. Во исто време ова говори за лидерските способности на премиерот Мицковски и довербата што тој ја ужива меѓу граѓаните. Дојде на чело на ВМРО ДПМН кога тоа беше банкротирана и прогонета партија. Нели велеа дека немало пари ни струја да си платат. Го презема кормилото, ја реорганизираше заедно со своите подпредседатели и успеа да ја врати на врвот. Под негова раководна палка ВМРО ДПМН ја освои владата со големо мнозинство во парламентот. Го освои председателското место во државата. А сега постигна и целосна доминација на локално ниво. Значи, народот целосно ја даде власта на ВМРО ДПМН и даде одврзани раце да ги спроведе политиките за кои се залага.
Од економијата, инфраструктурата, локалните политики, па се до односите со Европската Унија, но и непопусливоста во однос на уцените од Бугарија. Премиерот Мицковски сега пред себе има бришан простор да го спроведе тоа за кое се залага. Искоренување на корупцијата од сите општествени сфери, функционално судство на кое народот ќе му верува, локалните проблеми во населените места да се решат, раст на економијата и животниот стандард, преговори со ЕУ, како и решавање на проблемот со Софија, без Македонија да прави отстапки. Власта на ВМРО-ДПМ има полни раце со работа во сите сфери, но затоа пак ќе има и целосната моќ за да може да сработи. Но апсолутна моќ значи апсолутна одговорност. Целосната контрола врз системот значи големи искушенија за поединци кои би можеле да го злоупотребат. Поради тоа институциите и заштитните контролни механизми во државата ќе бидат ставени на сериозен тест. Но мислам дека и премиерот Мицковски и ВМРО-ДПМН ќе оправдаат огромната доверба што ја добија од народ. Да имаат многу работа пред себе, но важно работите мрдна од мртва точка и запре пропагањето на државата. Но таа моќ, таа непопусливост, не му одговара на секого. Пофалби за целосното усогласување на Македонија со надворешната и безбедносна политика на Европската Унија, но и подсетување на незавршените обврски во однос на уставните измени. Ова вклучително и потребата од напредок во владењето на правото се клучните наоди од извештајот на Европската комисија за напредокот на земјава објавен попладнево. Во заклучоците од документот се нотира и потребата за доследно спроведување на договорите со соседите. Не се направени обиди за усвојување на релевантните уставни измени, наведени во заклучоците на Советот од 18 јули 2022 година, кои земјата се обврза да ги започне и постигне, со цел да се обезбеди дека уставот ги опфаќа граѓаните кои живеат во границите на државата и кои се дел од други народи, како што се бугарите. По-конкретна од она што во документот го спакува комисијата, попладнево беше еврокомесарката за проширување Марта Кос, сублимирајќи ги накусо извештаите на сите земји кандидатки за членство пред Комитетот за надворешни работи во Европскиот парламент, вметнувајќи ја земјава во групата со Србија и Босна и Херцеговина, наспрема Црна Гора, Албанија, Украина и Молдавија. Кос порача дека земјава не направила решителни чекори за напредок. North Macedonia, as I have said, kept full alignment with the CFSP and the technical work on the roadmaps and the action plan linked to Cluster 1 continued, but the country has not taken decisive steps to advance in the accession negotiations process over the last year. It has to amend the constitution according to the Council conclusions from 2022 to advance on its EU path. Во извештајот се посочува и дека властите продолжиле да работат на реформските патокази во областите на владење на правото, јавната администрација и демократските институции, како и на акцијскиот план за заштита на малцинствата. Но повторно се нагласува потребата од натамошен напредок во сферата на судството и борбата со корупцијата, каде како што се наведува нема никаков напредок. Во контекст на корупцијата се наведува и трагедијата во Кочани. Корупцијата останува распространета во многу области и е прашање што предизвикува сериозна загриженост. Трагедијата од 16 март 2025 во Кочани, за време на која во пожар изгоре клуб, откри трајни системски предизвици во врска со спроведувањето на антикорупцијските мерки. Превентивните мерки и ефикасното потиснување на корупцијата треба да се подобрат. Целокупната независност и финансиска автономија на судството е подкопана од мешањето и притисокот од другите државни гранки, вклучително и од обидите на парламентот да изврши притисок врз членовите на судскиот совет да поднесат оставка, како и ограничените доделени финансиски ресурси. Недостатокот на персонал во судството е загрижувачки, бидејќи влијае на квалитетот и ефикасноста на правосудниот систем. Во однос на другите кандидатки за членство, се нотира дека Црна Гора постигнала најголем напредок, ги отворила сите 33 преговарачки поглавја, од кои 7 се времено затворени. Реков, моќта која ужива во моментов премиерот Мицковски ВМРО-ДПМН не им одговара на секого. Посебно не на некои што гледаме дека се обидува да им ја витка раката за да попуштат. Токму и низ таа призма треба да се гледа на овој извештај на Европската комисија. На што мислам? На сите нам тука во Македонија, но еве гледаме и во Брисел, им е јасно, како бел ден, дека премиерот Мицковски и владата немаат намера да попуштат и да ги стават бугарите во уставот под вакви услови. А се додека не ги ставиме бугарите, нели, нема почеток на преговори.
Сега, кога на целиот свет му е јасно дека Македонија стои во чекалната заради услов, кој нема никаква врска со реформи, стандарди или копенхашки критериуми, мора да се направи нов спин, дека ете не е само тоа условот, туку власта потврлила на други полиња. И европските политичари треба да се оправдаат по дома, нели? Зашто држат една држава заробена и таа да не може да напредува? Што ќе кажат? Да, на вистина станува збор за непринципиелна уцена? Не. Ке почнат ете да не критикуваат дека не сме спроведувале реформи. Ке ни држат лекции дека и една Украина не претркала. Извинете, ама тоа е просто неверојатно. Зарем една држава која во моментов е во војна, чиј обстанок зависи од парите и оружјето што им го даваат други држави, која не контролира голем дел од својата територија, каде има прогласено вонредна состојба и држава во која од кој знае кога последен пат се одржали избори, спровела повеќе реформи и е поподготвена од нас и е поблиску до европските стандарди. Или една Молдавија која до пред некоја година не ни сакаше да влезе или пак некоја бараше во Европската унија. Но ете, после војната во Украина и од стравот русите да не им текне да погледнат натаму, сега одеднаш ги направила сите реформи. Па немојте ви се молам. И не само тоа. Погледнете го само рангирањето што го прави Европската унија за подготвеноста на земјите во која група е и на кое место се наоѓа Македонија. Со оценка од 1 до 5 за нивото на подготовки за членство рангирано од 2024-2025 година. Прва е Црна Гора со оценка од 3,45. По неја следи, замислете, Србија со 3,12, па Македонија со 3,1, па потоа Албанија со 2,9 и така натаму. Значи, проблемот не е во подготвеноста, реформите и слично. Проблемот е во политиката на Брисел. Нив им смета што македонската влада не е веќе послушна како претходната и не сака да попушти да ги направи уставните измени. Гајли ме нив што со прифаќањето на таквите уцени се доведува под знак прашалник самото постоење на Македонија. Или гајли ме што владата пак има целосна поддршка да не попушта. Нив им е важно да се попушти. А што и ако се попушти? Убаво им кажа премиерот. И да ги направиме уставните измени. Најдобри ќе бидеме одмаш. И потако ќе добиеме ново вето и повторно нови проблеми. И тогаш сигурно пак ќе добиеме петка и ќе бидеме шампиони. Така е. Ова со преговорите за нас е еден народски кажано зачаран круг од кој мора да излеземе. Но најтрагично од се е реакцијата на оние губитници од СДСМ. После сите пропусти и грешки од изминатите години, како и подкликнувања и виткање кичма пред барањата од соседите, пред се Грција и Бугарија, сега првиот човек на СДСМ Венко Филипче па уште има лице да ја критикува актуелната власт за, како што рече, најлошиот извештај за напредокот на Македонија досега. Само неколку дена по срамниот пораз на изборите свикува пресконференција на која сите очекува да си даде оставка, а тој без доза срам или самокритичност излегува и тврди дека извештајот бил јасен показател дека земјава се движела во погрешна насока и дека се наоѓа во ист кош со Косово, Молдавија, Бих и Украина. Вперувајќи го прстот на одговорност кон власта, Филипче позитивен напредок, замислете, забележал само во 4 области, додека во останатите 8 никакво поместување. Особено не гледал поместување во економијата, за која последниве години и половина, речиси сите релевантни економски меѓународни организации дадоа позитивни оценки и прогнози. Но што друго да се очекува од овој човек? Зарем некој мисли дека ќе излезе и ќе каже добро, сгрешивме, ние сме виновни што со прифаќањето на францускиот предлог го закочивме патот кон ЕУ, ајде сега да се обединиме и да ја пробаме да ја исправиме грешката? Не бре. Како и во минатото, така и сега. Ако треба и против сопствениот народ ќе одат само да си ја спасат кожата, нудејќи им се на странците како некаква си проевропска алтернатива. Тоа повеќе зборува за него и СДСМ отколку за власта. А таа пак не смее ни подразно сега да попушти. Не после вакви избори во кои доби потврда од сопствениот народ дека политиката што ја води на тоа поле во последната година и пол ја има нивната целосна поддршка. И мислам дека тука веќе е време да ја завршиме и оваа епизода на седмица. Се надевам дека го задржа вашето внимание. Со Господ напред се гледаме за една недела. Во исто време, на исто место. Имајте пријатна вечер.